Драги мои, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Од Соединетите Американски држави пристигна тим за санкции за да изврши поагресивен надзор на поранешни и сегашни корумпирани функционери. Дали мораше амбасадорката Агелер да ни каже дека на правосудниот сектор му требаат повеќе истраги и гонење? Дали мораше амбасадорката Агелер да ни каже дека никој не е над законот? Зошто чекаме некој однадвор да ни каже како и што да правиме? Остана ни барем малку од независноста и сувереноста. Денес се очекуваме да дискутираме токму на оваа тема заедно со вас на 023070005. Телефонот го вртите, го стишувате телевизорот на минимум и секако имајте во предвид дека 5 линии се активни, што значи лесно сме достапни да го кажете вашиот став и мислење. Секако ќе ве посетам задолжително да не заследите и на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија, секако профилот на телевизија Телма каде што ги објавуваме нашите теми и задолжително Инстаграм. На нашиот Црвена линија профил Инстаграм, секако ќе кликнете на Инстаграм стори, а таму ќе ве пречака денешното наше прашање до вас. Потребен ли ни е генерален ремонт на судството? Одговарате со да или не. Секако резултатите, подсетувам, ќе ги соопштиме таму никаде по рекламите. И да не должам многу, стартуваме со вас, драги мои. Одиме со првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, кој ќе биде вашиот одговор? Дали мораше амбасадорката Агелер да ни каже дека никој не е над законот и го одобрувате ли доаѓањето на тимот за санкции од Соединетите Американски држави? Видите, во овие 31 година самостојност на Република Северна Македонија, кога веќе ние не сме во состојба да се ги подобриме условите за работа по институциите, ќе мора некој да интервенира. И тука е не на одмет тоа што американците сакаат да направат онос луѓе, иначе ние многу малку сме луѓе, да ви кажам право. Што викаше Стојан Андов, човеци има, луѓе нема. Затоа во правниот систем во Република Северна Македонија треба поthitno не ремонт, целосно менување и обвинители и суди, затоа што најголемата корупција, најголемиот криминалзе во судите и обвинителите, не знам дали пратите сега овие судења за во Тетово, за во било каде се одложуваат како ништо да не постоело. Како тие 14 луѓе што загина, не биле луѓе, биле предмети. Така да, јас се надевам дека овие луѓе кои се дојдени од Америка ќе направат нешто повеќе, затоа што денес, како видовте, господинот Али Ахмети под визурко и се посмеа на американката со македонско знаме и америчко знаме. Што 30 години тие македонското знаме не го ставаат ни на мосто, ни на арболот. Нема тука лојалност. Ево тоа е погледот на доаѓањето на американците во Македонија, затоа што албанскиот етникум нема лојалност кон Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на новиот гледач. Добро вечер ќе кажам, такво е времето. Добро вечер и убава вечер. И убава Може вечер. да честитам именденот на мојата внука Катерина. И го честитаме и ние од Црвена линија. И пожелувам многу успеси, здравие и благосостојба, меѓу нив добра волја. Вака, кои се тие американците нас да ни кажуваат како што треба да правиме? Ај, нека си кажат дома кај нив. Они дома си свршиле, па нас ке ни помагаат. Фала им на нивната помош, али таква помош не треба. Нека ги тргнат рацете од нас и да бидеме, а не да бидат албанците лојални. Какви се тие лојални албанците? Ке правиме удурми ние, ке ставаме прво нивно знаме, па после наше знаме, така? Да ве прашаме на темата, дали сметате дека ни е потребен целосен ремонт на судството? Тоа е темата. Па и на судството, секаде се они збркани. Али Ахмети не е секаде збркан. У секоја манџа он пиперче.
Благодарам за јавувањето и еве ќе ве потсетам. Најнапред ќе треба да внимавате пред се на тајмерот, друго на употребата на зборовите, значи како и да е црвената линија се активира доколку имаме говор на омраза, навредливи зборови и секако зборови кои што алудираат на насилство. Меѓу другото и да зборуваме на темата. А темата за денес ке потсетаме дали мораше амбасадорката Агелер да ни каже дека никој не е над законот и дали воопшто треба целосен ремонт на судството во земјава. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Вака, нормално дека ќе ни каже што треба да правиме. И ние сите знаеме дека судството не функционира, али нема излез, нема какво решение. Сега, овај тимот што е дојден од Соединетите Американски држави, тие имаат пред да дојдат кај нас подготвено терен. Тие знаат што ќе прават. Ова со изборот на јавниот обвинител за организирање на организиран криминал, за гонење на организиран криминал. Па и самите тие обвинители нели го бира. И тие се сите замешани во истата каша. И нив им одговара неспособен шеф. И затоа тимот од САД ќе работи, ќе расветла доста случаи. Го добрувате нивното доаѓање во земјава? Нормално дека го одобрувам. Ние само кога ни треба некоја помош од Америка, тогаш ги викаме. А сега, значи, кога тие ни кажуваат што треба да работиме, тогаш не ни одговара. Па самите тие кажа колку средства пари имаат потрошено за обуки во судството, во јавното обвинителство. Нормално е дека тие треба да побараат резултати што се сработило. И на анкетното прашање, времето истече, уште еднаш подсетувам 90 секунди, но ако некој од гледачите не стигне да го искоординира времето на излагање, обидете се уште еднаш. Ке ве подсетам на telma.com.mk. Можете да се информирате брзо и ефикасно и целосно, но и секако препорачуваме како црвена линија да го прочитате и денешниот наслов Агелер, кој што изјави дека корупцијата е најголем проблем на оваа земја, збунувачки е изборот на нов шеф на ОЈО ГОК. Одеме веднаш со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во црвена линија. Добро вечер, добро вечер. Добро вечер, секој добро, вие сте во црвена линија. Да. Ние поштуваме црвената линија, само собранието не поштуваат црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, подобро да се слушнеме преку слушалка. Еве намалење. Одлично. Како го коментирате доаѓањето на тимот од САД кој што треба да се бори со корупцијата? Не ни е се тоа. Не ни е тоа се како го коментираме. Затоа што доваѓаат лешинари, да не ги речем, и се извинувам на израза, ама тешкачи од Европа, не германски председател, не од каде не дојде тука да ни толат памет, а никој помош не ни дава. Од секаде доваѓаат. Од секаде. Па до некаде добра е американката што дојде да ја каже, па рекоа на друго малку да ја направи стрес на овие лидерите што не се плашат од никого и само тендери се градат. Еве се ќе ви кажам во Штепен на куќа на државно земјиште денеска го тоа точно погледа од Царај особа тука градила куќа без план, без дозвола, без ништо. Кој е тоа? Кој е тоа неправда? Кој е тоа таа сила што може секаде да повелат од дуи, секаде се. Нивните не смеат да лежат во затвор, нивните не смеат ништо да прават. Еве полицајците ги сподија да речено како и обично и тоа не смеат министеро само да не испуште фотељата, он се знае, се се они управо. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Сега ќе одиме малку кај Твитер заедницата, сега кој таму се коментираше поприлично, па ќе одиме и со ова што го извадивме. Ова е изјавата на амбасадорката Агелер, која што изјави дека американците вложија милиони во македонското правосудство, заслужуваме поврат на инвестицијата.
Една македонка пишува: тетката бара поврат. Ке ви прочитам и уште еден од Водењак. Вели: летна низ прозор независноста, сувереноста, правдата и правото во државата. Ова е апсолутно недозволиво и опасно. Ке влегуваат во државни органи, ке им се даваат документи, ке се мешаат во политика, ке оценуваат со докази и снимки. СЈ 2.0. И еве уште еден твит од Шоку Боро, пишува: разбирате дека Соединетите Американски држави немаат юрисдикција овде. Нивниот тим за санкции може да предложи санкции на САД за одредени лица и тоа да е сигнал за нашите институции. Ама од прилика толку, за да се ги димензирате очекувањата. Нашите очекувања се свртени кон вас и на 023070005. Клучуваме нов гледач. Добро вечер. Дали се ја на линија? Добро вечер, ве слушаме. Верувам дека и вие нас, вие сте во црвена линија. Да. Вака, значи американците не треба да ни се мешат нас, пред тоа за уставни измени за промена на уставното име, амбасадорот американски ги притисна тие 8 души, што беа во притвор, Мијалков и компанија, и гласаа за промена на уставното име и сега за тоа идат, за да се смене уставот, бугарите да влезат во уставот како народ, бугарски пратеници да има туа, бугарски советници да има и да се бугаризира Македонија. Сега Мицковски ќе го притиснат и некои членови на ВМРО, тие челниците, што се нема никој да одговара, нема криминалци во СДСМ, нема во ДУИ, само во ВМРО има за тоа што ВМРО е за Македонија да си биде како треба. После тоа се гледа да уништат и Левица, за СДС и ДУИ да уништат Македонија, да не постои, да се бугаризира и албанизира. На тоа се оде. Американците не идат тука за добро да направат, туку зло да направат. Според вас дали треба целосен ремонт на судството во земјата? Ремонт треба, тоа се треба да се избрка, да се сменат тие судии, нови судии да се стават, а не СДС да става нивни коштапљари и да ги да им кажува како треба да судат. СДС значи таа кратенка сатански деца северџани. Фала многу пријатно. Благодарам многу. Значи ќе ве потсетам, слободно кажувате, изнесувате ги вашите видувања и ставови, но внимавајте на употребата на зборови. Се може да се каже без погрдни зборови и секако без зборови на насилство. Одиме повторно кај твитерџи. Еве уште еден твит од Метро ЗГЈ, така е напишана. Вели: Ангела Агелер и Анке Холштайн да се јават на главна каса. Ова е твит на коментар на наслов каде што стои дека Нефи Усени доби казна под минимум. Одиме понатаму. Точкар напишал: Агелер вика Гвантанамо е празен, ке се преименувал во Балканамо. Шо убо. И еве уште еден твит од Шекеринска Рада, која напишала: Агелер пронајдена корупција кај 6 пратеници од ВМРО. Но она што ве прашуваме вас, дали го оправдувате доаѓањето на тимот за санкции од Соединетите Американски држави, дали треба целосен ремонт на судството во земјава. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, ве слушаме, вие сте во црвена линија, повелете. Добро. Точно, не треба американците да дојдат, ние треба народ да станеме против корупцијата. Бидејќи жив пример имам. Брат ми се разведува со женом. Тој немаше адвокат, таа имаше адвокат. Знаете што направи адвокатката, правилно пресуди, секој да си ги поднесе трошковите. Меѓутоа, адвокатот не се жали до апелационен суд, на мојот брат му доделуват 15.000 да плате пред 2 години. Да плате. Судиката пак се жали дека тоа не е исправно, дека тоа. Втор пат му доделија 30.000. Ништо. Со кој правам? Дали ви имаме се уште на линија? Еве, кажете ни дали е потребен генерален ремонт на судството и дали го оправдувате доаѓањето на тимот
кој што треба да се бори против корупција и за санкции од Соединетите Американски држави. Најверојатно ми јавуваат се исклучи гледачката, обидете се повторно. Одиме со вклучување на нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, Цвина. Секој е добро од црвена линија. Така, повтор фат ми се убати преска женава, јас се повлеков. Тина, јас не се согласувам, човекот пред мене све кажа што треба и така е. Јас не се согласувам да ми доваѓат од тамо. Кога требаше да се менја името Грција, доваѓа, ни го сменија. Не внесла Европска унија. Сега доваѓат бугарите да ги наприкат со све тука. Абе како може некој да дојде у мојата куќа, ако ја и маш ми не се слажеме, па да дојде некој од Кратево, па дека да ме тера да се слажеме? Дали верувате дека ќе го решат проблемот со корупција во земјата? Не. Ако ние не сме способни, никој не може да ни го реши тоа. Од страна никој, само ќе ни се изнасмеат и нема да не примат у Европска унија због тие работи. Па зошто нашите власти принат по 2000, 3000, па и 4 некој обвинител главен сега што него ни знаеме кој е, 4000 ќе зима евра, а да не знаат да си го решат они прашањето, па да викат од странство да дојат да ни го решават. Па не ви е срамота, бе. Абе, зашто ги зимат тие пари толку, бе? Од нашиот грб, бе. Ке подсетам да внимавате на тајмерот, одиме повторно на Твитер и ве што напиша и Мухамед Калили. Советот на амбасадори задоволен од најавата на Агелер за поагресивно разгледување на досиета на корумпирани политичари. Советот на амбасадори го потврди оно што го напиша Мухамед Калили, значи повторуваме и ние. Советот на амбасадори задоволен од најавата на Агелер за поагресивно разгледување на досиета на корумпирани политичари. А што мислите вие? Дали овој тим конечно ќе ја добие битката против корупцијата во земјата и дали го одобрувате доаѓањето на истиот? Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот, целосно стишете го звукот. Така, ете, јас се слушам таму некаде во позадина, тоа не треба да биде така. Дали сум јас во линија? Да, и тоа во црвена линија, повелете. Стишете го телевизорот целосно, ве молам. Така ве јас ке подсетам едно од технички важни правила, кога ќе го завртите бројот 02-307-0005, задолжително целосно намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувате преку слушалка. Одиме со вклучување на нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Одлично ве слушам, тоа е најважно, вие сте во црвена линија. Видете, ја уште 2016 пред изборите кажав дека тогаш на Македонија не и требаат избори, туку и треба суспензија на парламент и би требало да се повика меѓународен борд од 8 до 9 човека кои најпрво ќе ја средат целата работа во државата и со правосудството, и со политичарите, и со политичките партии, ќе се донесат многу битни закони и ќе се потпишат многу битни договори за државата, бидејќи нашите политичари немаат храброст то да го решат, тие па макар и да заглави целата држава, тие ќе ја влечат само да они да не бидат тие. Меѓутоа се одеше на избори. Сега сите кукаме дека имаме корупција. Па еве речеме ќе ви кажам, жив предмет има во судот Мажар Телеком. Каде што по претходно завршена постапка у Њујорк, каде што германците признаа дека дале мито во Македонија за да се блокира влезот на третиот оператор и четвртиот, нашето судство тој предмет гледа да го застари. Што мисли овој народ? Дека американците не ги знаат предметите каде има висока системска корупција? Дека тие дојдоа ќе се бават со кебапчињата? Не, како што се бави сега нашето судство. Не, господјо. Не да му треба на нашето судство и обвинителство ремонт, па погледнете, сите обвинители бегаа, никој не ќе да се напати да биде шеф на обвинителството за организиран криминал. Па какви се тоа обвинители да ве прашам? Само за кебапчиња за тегли ајвар? Затоа ќе ги имаме американците. Ја комплетно го одобрам ова што дојдоа американците, што крајно време беше. Благодарам и вам што земавте учество во црвена линија. Одиме повторно со Твитер.
Бриджит Джонс Јоци на оваа фотографија напиша после изјавата на Агелер: Јаша, идеме во кафана. Македонски весник: ке има што да чуе и види Агелер, иако многу работи веќе и знае. Ево уште овој пред да продолжиме со вас, драги мои. Ковачевски по најавата за американски тим кој ќе истражува корупција, делам и став и визија како амбасадорката Агелер. Ајде се легнуваме полека, си призна дека е корумпиран до гуша, ало председател си на влада, не на 8-3 оделение. Како и да е, продолжуваме со вас да слушнеме вие што мислите за доаѓањето на тимот од Соединетите Американски држави. Добро вечер. Добро вечер. Дали го добрувате доаѓањето на тимот, се извинувам, и дали верувате дека ќе се извои оваа борба против корупцијата? Борбата против корупцијата не може никогаш да се извои. Таа секогаш постоела и ќе постои. А кој таа рака што дава, што не дава, не ја бакнуваат. Даваш мито и корупција и одма делото си го добиваш. Во судството немаме никаква доверба, имаме само 8%. Нашиот суд е луциден суд и тоа со лабави корени. Нема ни дел од демократија, ни се од слобода. Ништо не влегува во записник. Сметате дека треба целосен ремонт на судството во земјава? Да, треба да има целосен ремонт. Сите суди треба да се избркат. Има доста премни дечки што работат како стручни соработници. Тие сите треба да бидат суди, а судот се треба да се реновира. Мислам, сите треба да дојдат нови кадри во судот во Неготино. Немаме никакво правечно судење во Неготино. Нема идеална атмосфера во судот. Тоа е на главата. Не треба да им стои вага, туку треба да им стои некој рит или планина. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Имаме многу гледачи и токму претоводиме со следен. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, во Црвена линија сте. Го добрувате ли доаѓањето на тимот? Благодарам. Па вака, јас ќе окажам своето размислување. Прво, ние на вашите програми, во сите медиуми, се изјасниме дека ние не сме способни да го решиме проблемот со судството. И сите баравме на некој начин да дојдат од надвор луѓе кои што ќе ни го средат судството и ќе ги откријат сите нечесни луѓе кои што ги пикнале рацете во медот. А сега, ево, да ви кажам најискрено, во сите медиуми слушаме вчера денес дека се многу од сите тие против кои што бараат да дојдат, а сега се против да дојделе американците да ги откријат нечесните луѓе. Па ја мислам, ова е дволично однесување на сите нас кои што учествуваме во овие емисии. Треба секогаш да бидеме со исти став. Ако денес сум кажал дека не чини, и утре ќе кажам не чини. А не може денес да кажам дека значи денеска да кажам дека не ми требаат, а вчера ги викав да дојдат. И една за секогаш, значи да бидеме на вистинската страна. Ова е потреба, ова треба да се реши и таквите да си одат, а да им се одземе оно што го зеле нечесно, да се врати назад на народот. Тие се пари ваши и наши и треба да бидат потрошени за наши цели, а не за нив, како што си ги брцкале рацете во медот, па сега треба они. Не, ние ќе ги лижиме, не тие. И затоа ми се чини дека треба да бидеме искрени и да го почитуваме тоа што тие доаѓаат, да ни помогнат. Благодарам за вклучувањето. Нов гледач, добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Како го коментирате доаѓањето на тимот? Се извинувам, и дали сте оптимист дека ќе се извојува битката со корупцијата во земјата? Па ја вака размислувам. Мислам дека ги повикувам сите граѓани да ги пречекаме на аеродром. Тој тим што ќе дојде со бомбонјери да ги почастиме што се разбудиле да дојдат. Затоа што за 32 години Република Македонија е во стечај. И толку премиери со господинот Заев
кој имаше доверба од америчката амбасада. Он ја пуцна работата, све имаше аргументирано не. Најголемиот криминал од 2006 до 2022 година. И затоа ги повикувам овие партиски војници кои што се против. Не им доликува тоа. Нека си го платат секој нивните деца, нивните фамилии кои што биле филтрирани кои што биле во тие криминални. И нека се прави конфискација и да се одат сите по затвори, нека го платат секој. Се тоа пари од граѓаните и пари, колку пари помош ни даде САД. Каде се тие отци треба да дадеме ние? Како? Само ја му честитам на таа госпоđа. Се извинувам со сукња, а овие мажи со панталони не можеа да ја донесат таа одлука. Ја поздравувам госпоđата амбасадорка на САД. Според вас зошто не може? Затоа што сите исти, лицемерни се, само доаѓаат, обечаваат и ништо не прават. Само рачунаат на криминал. Благодарам за јавувањето. Уште еднаш подсетувам, координирайте се по тајмер од 90 секунди. Добро вечер за новиот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Како го коментирате доаѓањето на тимот? Дали сте оптимист? И дали треба ремонт на судството? Оптимист сум, да, нормално. Треба да биде недена подобро. Американците што многу одамна нас не решија и независност и суверенитет уште од 2001 све тоа е решено. Така да све што се случува сега ќе биде само добре дојдено. Така да јас сум за све ова што го прават. Дали треба целосен ремонт на судството кај нас? Како извинете? Дали треба целосен ремонт на судството кај нас? Тоа нормално се подразбира. Требаше пред многу години тоа се деси. Така да тоа е тоа од мене, ви благодарам многу. Благодарам многу и вам што се јавивте во црвена линија. Драги мои, време е за реклами и одиме по тоа со резултатите од анкетата. Ќе направиме мала отстапка, ќе ви дадеме повторно вам предност, бидејќи интересот е огромен. Ќе подсетам дека зборуваме на темата дали мораше амбасадорката Агелер да ни каже дека никој не е над законот и дали го одобрувате доаѓањето на овој тим за битка против корупцијата. Добро вечер за уште еден гледач. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Во ред, јас сакам да кажам дека сум позитивно расположен за сета оваа иницијатива, но не треба да очекуваме премногу, освен ако не се даде поголем временски период, зборам за неколку години, па дури и трајно, тој тим да работи и да ја истражува корупција. Тоа ти се покажа дека, иако и си имавме суверенитет и интегритет, од оваа држава никој не е способен тоа да го наметне. Јас би рекол дека потребна е целосна реформа, рестарт на целиот систем и нашата држава, од политичкиот општествен домен. Зошто? Треба да се размислува како може една држава од 2 милиона жители да има 120 пратеници. Тоа е огромен финансиски удар за товар и за буџетот на оваа држава. 20 или не знам колку министерства, не знам стотина и повеќе различни институции, директори, со возачи, со секретарки, да не зборувам раководители по разни оделенија и сектори. Управни одбори во полудржавни предпријатија со огромни финансиски бенефити. Овој буџет на Македонија со 2 милиона жители е невозможно да биде одржлив по полувременски период. И ова се покажува со целосното, секојдневно, да речем, задолжување. Така да не загрижува интегритетот, суверенитетот и... Само мене ме загрижува што треба да внимавате на тајмерот. Сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија и верувам дека во 90 секунди, без да биде прекинат, ќе зборува и следниот гледач. Добро вечер. Како и да е, дојде времето да се соопштат и се разбира резултатите од Инстаграм анкетата. Само ќе ве подсетам да следете не само на Инстаграм, туку и на Фејсбук црвена линија, а на прашањето потребен ли ни е генерален ремонт на судството, со да одговорија 91%, со не само 9%.
Тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Утре ќе бидеме повторно заедно во малку празничен дух. Ви посакувам убаво попладне, а јас и вие повторно утре во истото време. Довидување.